Она која што е наша тема е 20 годишниот јубилеј на Полифонија, како и концертот кој што ќе направи еден флешбек токму од овие, како што рековме, музички фрагменти реализирани од различни настани. Па да почнеме со она кое што ќе има можност македонската публика да го види на утрешниот концерт, а потоа ќе се навратиме малку наназад во изминатите години, бидејќи за еден 20 годишен јубилеј веројатно постојат многу настани и ситуации на кои што можеме да се потсетиме. Да. Утрешната вечер е посветена на неколку композиции кои што веќе сме ги извеле во последните 20 години. Ке има околу 40 учесници, меѓу кои во оркестарот се познати пријатели и соработници, музички уметници кои што настапувале со нас низ годините. Тоа се луѓе уметници кои не се оптоварени со помпа, едноставно ја сакаат музичката уметност и се многу посветени. Токму такви се избрани во оркестарот. Како солисти ќе настапат нашиот познат прекрасен баритон Горан Начески. Потоа исто така имаме и пријател од Италија, солистот клавирист Рафаел Данджело, кој што доаѓа со своји средства специјално за да го збогати овој концерт. Тој ќе се настапи со концертот на Моцартовиот Адур, кој што е еден од најубавите клаверски концерти воопшто, и после овој концерт настапува со оркестрот на Моцартеум во Салцбург, значи за една недела од овој настап со истиот репертоар таму ќе се представи. Други солисти, имаме солисти во оркестарот, односно членови на Словеничката филхармонија во Љубљана, тоа се Игор Шкерјанец и Зоран Митев. Тие исто така доаѓаат од Љубљана за да го збогатат овој настан и да ни се придружат во композициите кои што ќе ги свириме. Диригент Игор е Иван Еминовиќ, исто така еминентен диригент македонски. Она што би сакала да го кажам е дека музиката е сосема камерна, една наш вид на изведба на неколку композиции од барокниот период кои што се интересни, може би запоставени, ќе ги подсетиме публиката на некои композиции кои што се трајни, временски, безвременски ствари. Безвременски, да. Така е, да. Верувам дека и постои голема заинтересираност и веќе оние кои што ги пратат и изминатите настани и концерти на Полифонија се во очекување да го видат и утрешниот концерт, но ќе позброиме малку и за впечатлоците кои што ги има господинот Игор, како од вашето учество се разбира по повод овој јубилеј или на утрешниот концерт, така и во одржувањето на семинарот кој што истовремено го имате тука во Државното музичко училиште, нели комуникацијата со учениците, со сите оние кои што ја гледаат својата иднина во или нели преку музиката. Мене е јако драго да су ме драги колеги позвали да одржим тај семинар, меѓународни семинар. Ја мислим да е тоа јако важно за млади луѓе, jer ti, ne zato što su mene poznati, nego ti međunarodni kontakti, jer te mlade ljude bogate. Oni sigurno nauče nešto novo, dobije neke nove ideje i pošto su, što sam vidio juče, jako talentirana djeca i mislim da i škole jako dobro rade, učiteljice, mislim njihovi profesori, ja mislim da oni stvarno zaslužuju što više ovakvih međunarodnih seminara, master klasa i nadam se da to razume i društvo i ministarstvo koji to nadam se da podupire. Jer sigurno ima, mislim, ta kultura je naročito, ne treba puno da se priča, jako važna za narod i za nacionalni identitet. I znam da sigurno ima među mladim ljudima više potencijalnih, šta ja znam, našeg kolega, vašeg solista Simona Trpčevskog,
кој е светски познати пианист, а ја мислим да е сигурно још неко ту у вашој средини кој ќе некад ичи неговим путем. И затоа мислим да се овие ствари јако важни. Ке преведеме, нели, бидејќи и законски треба тоа да го направиме. Сега верувам дека многумина од нашите гледачи и го разбра се тоа. И во склоп на преводот, Сања, само може и вие да дадете едно ваше размислување за тоа колку се потребни ваквите семинари за сите оние ученици кои што нели сакаат да ја градат понатаму на овој начин својата кариера. Да, секако, мислам, тоа е еден од главните сегменти во концептот на полифонија, поврзување на различни уметници, професори и различни млади уметници со афирмирани солисти и уметници. Така што по тој повод еден ваков голем уметник од Словенија ни доаѓа, тој е челист, сепак и професор, долготраен професор на Љубљанската академија. Познато име во светот и во Словенија. И тоа навистина му е драго што е овде, што има, што се со толку се запознава со огромен број на таленти, смета дека музичкото и училиштето одлично функционира и го поддржува сето ова, овие настани како полифонија и како семинарот, за да се на некој начин надградува, продлабочува културата во оваа земја, кој што е многу важно нешто и смета дека во рамки на тие луѓе кои што ги сретнал вчера, постојат многу луѓе многу трпчевски, кој што е нашиот најголем музички уметник во моментов во светот и дека многу нив ќе одат по неговиот пат. Да. Така е. Ќе се навратиме на кое што и претходно го споменавме, а тоа е мал времеплов во изминатите години, поточно што за вас значи и за останатите членови се разбира на полифонија, ова 20 годишно постоење, како се одвиваше прогресот во овие 20 години, нели во кратки црти, и што е она кое што можеби во овие години можеме да го издвоиме како некои од концертите и настаните и кај нас и нели на оние други настапи надвор од нашите граници, што навистина остави белег и кај членовите, но и за полифонија генерално. Да, благодарам на прашањето. Полифонија, како што споменав, работиме на неколку концепти и сегменти истовремено. Едно е презентација, значи музички концерт, каде што вклучуваме секогаш многу уметници, скоро повеќе генерации на музички уметници поминале низ настаните на полифонија. Настаните на полифонија секогаш имаат не само задача да одржат концерт, туку и да се представат како уметници, туку и еден едукативен и поврзувачки начин, нешто што би можело да и помогне на публиката повеќе да се поврзе со класичната уметност, како битен сегмент на секоја нација. Гледам исто така да поврзувам уметници од странство и наши домашни уметници. Имаме многу настапи, бројаме многу настапи надвор од државата, вклучувајќи неколку афирмирани музички уметници од Македонија. Секогаш сме многу прифатени, она што не радува надворите, како што гледате нашите колеги, не почитуваат, не сакаат, многу често свириме и заедно на тие и ги покануваме овде да дојдат во Македонија. Друг еден сегмент кој што во последните 20 години, како што го спомнав, едукативниот дел, е исто работа со млади, така и започна полифонија. Имаше едно училиште за предшколска возраст со специјална метода за поврзување на децата со различни инструменти и начин на нивно заедничко функционирање преку музика. Тоа го водеше професорката и наша колешка Јанинка Невчева, заедно со менаџерот и фаундерот, создавачот на полифонија
Орце Ицковски. Потоа исто така во последниве неколку години направивме една турнеја низ повеќе училишта на Скопје и околината, каде што исто така на интерактивен начин децата веднаш почнаа да свират инструменти и да музицираат заедно, како и неколку музичко-сценски драми во соработка со детското драмско студио, каде што деца глумеа и свиреа. Тоа е приказна за Моцарт и приказна за Бетовен. Одлична иницијатива, да може и младата публика и подобро да се запознае, може би и да се роди поголем интерес, доколку нели имаат одредени афинитети и покажуваат и љубов кон кон музиката или нешто што си го замислуваат за себе си. Во иднина, бидејќи секогаш детската публика онаа која што искрено го изразува тоа што го гледа и го слуша, па и останува нели во меморијата, но и се создава една култура за пратење на ваквите концерти и во иднина. Култура на живење, впрочем, со тоа можеме да се пофалиме како македонска публика, која што го следи и репертоарот и програмата и на Националната опера и балет, па и на Македонската филхармонија и сето тоа кое што тие може да го понудат. И во контекст на ова би го прашала господинот Игор за можеби онаа програма која што има и Словеничката филхармонија, начинот на кој што таму се одвиваат представите и функционирањето, дали е нели слично како кај нас и што е тоа кое што ете можеме да го мислим да е у ствари велика филозофија ту нема, не? Ми имамо, мислим, у ствари имамо мало другчие поделени епохе. Имамо еден абонма класични епохе, онда еден абонма е романтични, а еден абонма е сасвим абонма современе музике, што е јако амбициозно, jer ја мислим, као и наши уметнички воđe, да пошто живиме у 21. веку, да треба полако прихватити нешто ново, као у индустрiji, као у телекомуникацијах, тако и музика се менја, уствари увек нове ствари долазе, што треба презентират публики, неким се свиđа, неким се мање свиđа, неки требамо се привикнат прво на то, али уствари тако, не разликуе се пуно од ваших абонмаја, што сам видио ту, или програма, или у филхармонија, или у опери, ту е јако слично. Краток превод се. Да, значи и нивната филхармонија има неколку сегменти, сегмент на класична музика, сегмент на музика од романтизмот, период во историјата на музиката и сегмент на современа уметност, како и секако тој ги поздравува овие нови тенденции за спојување на неколку видови на музичка уметност при концертите, за како би се доловиле условите, оние би се донела нова публика. Тука сосема се согласуваме, тоа е уствари и причината заради која што толку добро соработуваме со господинот Шкерјанец, кој што е водач на чело секцијата во Љубљанската филхармонија, и Зоран Митев, тој е наш македонец кој што па е прв фагот во истата установа. За оние полифонија во минатото исто така има направено многу различни типови на настани, ова е сега утре барокен настав, меѓутоа ние имаме доста кросовер, така се вика, настани кои што поврзуваат нови тенденции, джез со класична музика, експериментални и други типови на концертна дејност.